Производна цена во Македонија била 60 евра за мегават час. На берза за тие датуми цената се движела помеѓу 75 и 95 евра. Ама ЕСМ набавила по 125 евра, 110 евра, 115 евра. И за 3 месеци успеале да увезат струја во вредност од 10 милиони евра. А лани ЕСМ увезла за цела година помеѓу 12 и 15 милиони евра. Лани. Нели викаа дека Елем ке го зголемеле домашното производство и дека немале да купуваат, да увезуваат струја. Така викаше Мицкоски, дека они ќе го правеле производството на домашна енергија, струја и така натаму за да била поевтина. Лани Македонија има увезено вкупна количина на струја околу 12 до 15 милиони евра. Вкупна сума увезена е околу од 12 до 15 милиони евра. Лани. Значи за цела година, за 12 месеци. Оваа година за 3 месеци имаат увезено 10 милиони евра електрична енергија. И еве да видиме од каде ја имаат увезено. Значи во најголем дел се компанија, значи најголем продавач на струја на Елем е Рес Енерджи Дойл Скопје. Рес Енерджи Дойл Скопје е компанија на господинот Кочо Ангјушев. Инаку Рес Енерджи Дойл Скопје е Рес Енерджи Дойл Скопје е како се вика подружница на бугарската Рес, каде што пола работат Ангјушев и неговиот бугарски партнер. Инаку неофицијалните информации се дека таа бугарска компанија практично ги користи во владение, ги има во владение хидроцентралите кои што биле на господинот Христијан Мицкоски од претходно, меѓу другото и хидроцентралите на Кочо Ангјушев кои што наводно ги продаде после ставањето на црната листа. Ај ако може да ги пуштиме. И општините купуваа адрес, да. Чекај, Дуферко, чива беше бе? Не слушнал, ама не можам. Дуферко, нели Мицко нешто се фалеше со Дуферко? Дуферко, чива беше? Еве се ќе ги видат граѓаниве документи. Еве имаме и нова информација, вели Волканов има во собственост најголемата канабис фабрика во Македонија, Струмица Bull Building ДОО заедно со Рашковски. Сметководствена продажба имаат само 15.000 евра, на залика држат канабис од 3 милиони евра кој не е во магазин. Да, од железара Дуферко, да, Минчо. Васко Златовски вика не се будели да произведуваат домашна струја по 60 евра мегават, кога увозната просечна е 100 евра за мегават. Провизија од 10% не е исто на 60 и на 100 евра за мегават. Не е тоа страшното. Сега ќе видите по кои цени увезува ЕСМ, Елем. Точно е ова што го кажуваш делумно. Шо е ова, бе? А не се вие првите. А зашо ми го пушти ова? Па тие се. Ама не ми треба ова. Па првиот Ја ви документ кажав ЕСМ Рес, пушти ми ги, што купуваат струја. Ја што ти ги пратив? Да, ова после ќе го коментирам. Обратно ги пуштија само. Еве ги. Значи, они купуваат струја по цена од... Ај се дека не пише убаво, не ги гледам убаво бројките. Чекай сега да ги прочитам вака. Значи, они купуваат по 110 евра мегават час од Рес. 110 евра по мегават час купуваат од Рес, потоа има
151 евро по мегават час од Соле 24. Ај отвори види Соле 24 чива е. Соле 24 ги имаш таму, ги пишува фирмите. Потоа купуваат по 137, односно 136 евра мегават час. Ова е на 22.8 и 31.8. Од Тето купуваат и од ETM Energy до Скопје. Потоа купуваат по 128, 128 евра за мегават час. Ова е на 8.8 направена од 8.8 до 11.8. Сега. За овој период, остај го ова. За овој период, еве, например, 8.8. На 8.8 цената на берза за мегават час, тука не ми ја дава. Не ми го дава август. Ми го дава септември, ајде. На 4 септември како ме дава да го видам сега? Не бе го на графиконот, само не ми го дава, се укочи графиконот. Здрави имаш. Се укочи. Значи цената била 91 евро. На берза. Значи на Хупекс, омилената берза на Мицкоски, на Хупекс, цената за мегават час била 91,99 евра. Рес Energy Duel продала за 127. И сите други. Или продале за 35-6 евра поскапо отколку берза. Изгаси ги. Писнимовски кажал 60 евра дека била у момент. Ама во Македонија? Аха, да, производна. Производна цена во Македонија била 60 евра за мегават час. На берза, за тие датуми, цената се движела помеѓу 75 и 95 евра. Ама ЕСМ набавила по 125 евра, 110 евра, 115 евра. И за 3 месеци успеале да увезат струја во вредност од 10 милиони евра. А лани ЕСМ увезла за цела година помеѓу 12 и 15 милиони евра. Лани. За цела година. Овие за 3 месеци увезле 10 милиона евра струја. По цени за 30, 40, 50% поскапи од цените на Хупекс, на берза. И за двојно поголеми цени од производната цена на електрична енергија на домашен пазар. Значи дома производна цена 60 евра. На берза помеѓу 75 и 90 евра, а они купуваат по 125 евра мегават час. За истиот период. Ама првиот проблем е што не произвеле доволно електрична Ама сега енергија. чекај, Тоа па е првиот значи не. момент кај што оштетиле државата. Првиот и основен проблем е. Да. Зашто купуваш 50% поскапа струја кога на берза е 90 евра? Да. Еве веќе си решил да купуваш. Зашто ја купуваш за 50% поскапо? Вториот проблем е.
Зошто не произведуваш домашна, која што е за 100% поевтина? Да, за 100%. Тоа ми беше поент. И третиот проблем е разликата помеѓу берзанската цена и куповната цена на СМ, која што е 50% поскапа. Таа разлика каде е? Предпоставувам дека е во становите на Дафина. Во, не знам, во акциите во Стандард и Пурс. Во Зења кондури. Инаку данески кондурите да ги пуштиме, 1600 евра се кондурите. Да, само кај ги. Во часовникот Пушти ги. Заис. кондурите. Ова, па да, Изет меѓутоа носеше Не, Зенит. Зенит. Во ИВЦ. Веројатно таму се разликите во цената. Ја би сакал малце се задржам околу производството на струја домашно, затоа И што повторно, извини. Мицкоски се нарекуваше Е, себе си најголем експерт во тоа моментално, поле. извини. Зашо Рек Битола не Чекај да те произвела доволно? дополнам. Моментално во Германија е 77 евра мегават час. Во моментов. Во моментов. Драган Цептер вика поквалитетна е таа 120. Не, акумулациите оваа година беа на рекордно високо ниво. Велко. Акумулациите од лани и оваа година се на рекордно високо ниво, да знаеш. Значи не е тоа, има на точно на СМ ќе отвориш и има статус. Какви се? Еве и да купил вика гледач. 1375 евра кондура Браун Ледер Торино Оксфорд. Многу лоша кондура, мора да признам. Многу лошо. За вкусови не се дебатира. Ама за вкусови нема да дебатираме. Али лоша кондура, али кошта 1400 евра. Сега разликата помеѓу таа и оваа цена, помеѓу цените на берза и цените што ги платила државата за увоз, еве ги. Еве каква е разликата во кондуриве, во делово Бриони, во тоа ИВЦ Шафхаузен од 45.000 евра, таму е разликата. Да. Вика Рек Битола Софи Трековска вели работи со еден блок. Па оваа како Ама се види. викаше бајачката не предвидела. Не му кажала на Ама брати. види, ако работи со повеќе блокови, тоа ќе значи дека нема простор да увезува струја. А почист бизнис од струја увезување нема.